Поголемото невреме, кичево денес осамна во тишина што тежи повеќе од поројниот дожд кој пагаше со часови. Водата се повлече, но зад себе остави кал до колена, влажни ѕидови и празни погледи. Дворовите се полнат со изнесени душеци и скривени ормари, детски велосипеди прекриени со тиња. Се што некогаш имаше свое место во домот, сега лежи на улица, натежнато од вода и од спомени. Во домот кој до вчера зрачел со топлина и спокој, само за половина час недојдената вода направила пустош. Луѓето внимателно пребаруваа низ остатоците, обидувајќи се да спасат нешто од уништените фотографии. Не се уништени само куќи, туку години труд, велат вознемирени жителите од најстарата населба во градот Подварош, која беше една од најпогодените, во која има куќи стари и по 200 летија. Сме имале поплава пред земјотресот 63-та. Овде вака, исто вака, мислам, поплавена куќа да била. До сега ваква поплава не сме имале никогаш. Ова поплавени бевме за 10 минути. Реката е тука одма до нас. Ние сме најблиску до реката, иначе ова куќа. Целиот долниот спрат е комплет све, целиот мебел се е уништено. Внатре имаше 30 сантими вода и сите еве се внатре тука, и креветите, и машините, сега не знам дали ќе работат и како ќе работат, уште не се пуштени. До утрово немавме струја, сега ја пуштија струјата. Бевме заробени дома, што се вели, немавме опрема, нема треба опрема, значи преку појас е висината, нели? Се гледа, нивото е доста високо и така. Седевте и молевте Бога да не се искачи повеќе. Па да, од притисок, кај мене има подруми. Подрумскиот дел, од притисок стаклата се искршија и водата преку прозори ми навлезе во подрумот и се поплави таму. Сета зимница, сета храна, фрижидерот задлабоко и сето тоа настрадавме. Околу 200 жители од населбата Прилепска, општината повторно ги евакуираше во спортската сала Христо Узунов. Трошните диво изградени куќи покрај самата река целосно се поплавени. Пред месец и една недела бевме поплавени, полојна влезе водата, негде 70-80 до метро, али сега е влезена више до плафон. Значи ние немаме решение за да се вратиме во овие куќи. Ми се јава и братот исто. Ако тој ми се јавеше, ќе бевме поплавени и жртви може да има. Општинските служби, пожарникарите, вработените од соседните општини денонокно им помагале на кичевчани да се спасат од надојдените води. Со механизација се расчистуваат речните корита. Жителите на располагање имаат и пумпи со кои ја црпат водата. Продолжува без престан работата по должината на речното корито, да се доведе конечно во ред, за да не би ни се повторувале вакви немили настани, бидејќи, како што видовме на терен, изминативе 13 години буквално никаква акција за расчистување на тоа речно корито не е направена. Меѓутоа, има еден дел кај што живее ромско население кои буквално со куќите се влезени река. И таму постои опасност ако се интервенира да се срушат тие куќи. Јовановски вели дека целосно ќе се исчистат речните корита, а за жителите од Прилепска ќе се бара системско решение. Кризната состојба во Кичево ќе трае се додека целосно не се исчистат речните корита и додека не се санираат штетите кои што ги предизвика силното невреме. Целосно се уништени домовите на околу 10.000 жители.